Неодамна разговар со група на млади луѓе и им поставив едно прашање, дали се среќни? Очекував дека младите ќе кажат да, како да не. Па сакав да ги прашам, а која е причината? Меѓутоа одговорот беше негативен. Едната особа од нив прво рече не, а и другата исто така. Јас ги прашав за причината и тогаш тие почнаа да кажуваат: еве студираме, а не сме сигурни дали ќе се вработиме. Една од тие рече: татко ми е болен од рак и е на умирање. Другата рече: ми избрка буквално од работа затоа што не припаѓам на нивната партија. А другата особа рече: многу сме задолжени. Секој имаше некоја животна приказна која предизвика во тој момент прашањето дали сте среќни, да одговорот биде поприлично депресивен. Еден младиш само кажа: да, среќен сум. Дали сте вие среќни? Имате 60 секунди. Еден помеѓу друг да разговарате на тоа дали сте среќни. Ако да, зошто? Ако не, зошто? Повелете. Слушнав една приказна за еден татко кој неколку пати му повторил на својот син да седне на масата. А синот тоа не го сакал. На крајот му запретил дека и ќе добие и чотек. И сега, наравно, кога некој ќе употреби сила и моќ, па и плюс има и авторитет, не преостанува ништо друго, туку освен да на детето, освен да седне на маса, да подклекне и да послуша. Детето нерасположено седнало на масата и налутено се дуело и се мрштело. Конечно му рекло на својот татко после периодот на молчење: јас може би седам однадвор, но стојам одвнатре. Тоа дете не можело да свати дека на тој начин искажал принцип, дека без разлика на тоа што се случува однадвор, ние можеме да бираме како сакаме да одговориме одвнатре. Ние кога доаѓаме во црква на аутро, обично се прашуваме како си, мислејќи дека се е во ред, и 99% сите кажуваме се е во ред, среќни сме и така натаму. Дури ние ставаме и добра маска за тој момент, убаво да изгледаме, дотерани и дека сме среќни. Но ако постои можност подлабоко да поразговараме, тогаш ќе ја сватиме нашата животна приказна дека е тешка и едно бреме. Можеби не е точно она што сме го кажали, што наизглед вака убаво изгледаме. Затоа што она што е однадвор и она што е одвнатре често пати не е усогласено. Читаме Јован 10:10, да видиме што кажува таму. Евангелие според Јован, 10 глава, 10 стих. Еве таму што пишува: крадецот влегува само да украде, да заколе и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Ние во овој момент повторно потврдуваме дека живееме на оваа наша земја, на оваа плава планета, во која што се води борба помеѓу доброто и злото. Две сили кои што сакаат да влијаат на нашиот ум и на нас самите како објекти. Го имаме Сотоната од една страна, кој е лопов, крадец, ѓавол, и доаѓа да ги подкопа нашите планови, да не укради нашата среќа, нашите идеали и смислата за животот. И од друга страна го имаме Исуса, кој е наш спасител и кој е тука да ни помогне да и во неволите сватиме дека има подобро и дека некој се грижи за нас. И едната и другата сила не работат директно, односно многу ретко, туку работат преку луѓе, ги користат луѓето во секој за своја намена. Од една страна Бог, од друга страна ѓаволот. И Сатаната ги користи овие луѓе кои сакаат да ги збунат, односно да не збунат нас со некои коментари како на пример дали слушна. И тогаш не збунува, тоа и не мачи. Или преку луѓе
Господ зборува без разлика на ситуацијата и потешкотиите, тие луѓе сепак не охрабруваат и кажуваат еден добар збор, една утеха и ни даваат елан за понатаму да живееме. Јован 15:11 стои напишено, во Јован 15:11. Ова ви го реков, за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Овде Исус ни кажува дека мојата радост, која Тој ми ја дава, односно кој што ни ја дава на нас, за она што треба да тежнееме во нашиот живот, тоа е таа потполна радост. Значи не радоста која што може би е предвидена за во сабота тука, наутро, кога доаѓаме овде во црква и кога се сретнуваме и ние кажуваме добро утро, Божи благослов или саботен благослов, како си? И ние ја имаме сета таа радост искажана на лицето. Но може би реалноста е многу поинаква. Јас од внатре седам, како што вели ова дете, момче. Јас од внатре седам. Туку таа да биде стварност и да биде потполна. Во нашите чели, во коските, како што рекол Еремија, не може да молчам затоа што имам оган во своите коски. Затоа што он пронашол една подлабока смисла во својот живот. Значи, во овој момент, ние се сретнуваме со прашањето не само што е среќа и радост, туку и што е смислата во животот, и токму сакам денеска за тоа да зборуваме. Прво што е среќа. Сигурно нема да офатам се, но се потруди така од прилика малку да нафрлам некои работи, кои можеби ќе ни бидат од полза. Среќата, како што кажуваат психолозите, е во тоа да се чувствуваш добро. Се чувствуваме добро и ние сме среќни. Се сложувате ли со психолозите? Знаете, луѓето кога кажуваат, колку ме е убаво, колку ми е фино, така ми е добро. Тоа можеме да го искусиме и од нашиот пример. Или од примерот на другите луѓе. Ако имаме добра работа, ние сме среќни. Потоа истражувачите откриле дека луѓето кои се среќни сметаат дека тога животот им е полесен. Затоа тој позитивизам денес е на голема врата и една голема тема и луѓето зборуваат, што зборуваат? Да бидеме позитивни. Или кога ќе го посетите лекарот, прва работа која што ќе ви ја каже, не, тоа не е ништо страшно. Не се секирајте, тоа за вашите години се е во ред. Тоа за вашите години се е во ред. Сте слушнали такво нешто? Барем постарите или средновечните. Со други зборови, бидете позитивни, живеете на оваа земја на која што се умира. И мора тоа така да биде. Значи, позитивниот став во секој случај помага да се чувствуваме подобро и полесно и да ги прескокнеме пречките во нашиот живот. Потоа, ако сме во добра физичка состојба, ако имаме здравје, тоа исто така што не прави среќни. Ако исто можеме на себе да си приуштиме нешто што сакаме, кога ќе погледнеме во излогот и сакаме да го купиме, во секој случај ние сме среќни. Знаете, кога ќе ја земите една убава кеса, па на неја и она брендирана роба, така, прилично сме среќни. Или ако можеме да си приуштиме некаде да патуваме, имаме убав годишен одмор, да имаме доволно пари, не премногу, толку така да си поминеме еден комотен одмор, ние сме среќни. Среќниот живот се дефинира, односно среќен е оној кој кога во него нема присуство на стрес. Или грижа, ако грижата ако во денешен ден ја нема, тогаш во секој случај денешниот ден за нас бил среќен. Можеби кога ќе се положи испит, можеби кога се има добар ручек или добар оброк, можеби да не се плати казна кога полицаецот ќе не застане и ќе не сопре,
И на некој начин сме одбегнале да ја платиме казната и кажуваме, леле, баш сум среќен. Баш сум среќен. Може би кога ќе избегнеме некоја обврска обавеза во црквата, па јас наоѓам добра причина, не ме е добро, обично се кажува така, не ме е добро, не се чувствувам добро и ке не заобиколи, баш сум среќен, па веќе никој не ме притиска, не ме приморава. Има ли такви случаи? И така ние кажуваме баш сум среќен, затоа што сметаме дека имаме некои нормативи, некоја разбирање, некоја дефиниција дека сме успеале во нешто и тога сме среќни. Јас се сеќавам кога ја читав веста за Дейвид Бекхам, фудбалерот, кога преминуваш пред да помине во Манчестер Юнайтед, за да оди во Реал Мадрид и седнал во својот приватен авион, има и свој авион, седнал во својот приватен авион и слетал на воениот аеродром и го однеле со автомобил до болницата во која требало да се извршат прегледите. И сега тој пишува, плати 350.000 евра за да се испразни целиот спрат, и тој прегледите намира да ги изврши. Значи сите пациенти биле изнесени од тој спрат и тој намира 3-часовен преглед да извршува. Значи тој сакал сам да си бидеа сите надвор. Има пари за сето тоа да го направи. Тој не сакал да биде на исти спрат со другите пациенти. Психолозите даваат објаснување за ова. Усречи се заради редукција на нагонот. Например, гладни сме, кажувам, стварно сум гладен и едва чекам, умирам од глад. И добивате ручек, може би не е некој совршен, но вие сте ја задоволиле својата потреба, својот нагон и вие сте постанале среќни. Интересна е работата кога ќе се свари јадењето и кога ќе помине известно време, вие сте повторно гладни и повторно трагате за нешто што да јадете. И така тој среќен момент се губи, доаѓа и се губи. Доаѓа и се губи. И секогаш сте во потрага по среќа. И животните имаат своји нагони. Се сложувате ли со нас? Тигарот, лавот, имаат ли своји нагони? Ке се најадат и тогаш е среќен, си леже под она сенка, па дури и да му отидеш така на некое место одредено, да му викаш, тој не се замара, толку ужива во јадење, затоа што е најаден. На повеќето луѓе среќата им е крајна цел во животот. Да бидеме среќни. Сте го слушнали тоа? Да бидеме среќни. Што е среќа? Сакаме да бидеме среќни и тоа не е крајна цел. Среќата покрива многу што во нашиот живот. Јас на брзина наведив само неколку работи, но во разбирањето што ги прави среќни луѓето се доаѓа до заклучок дека постојат 3 категории во нашиот живот кои не прават среќни. А тоа се луѓето кои се околу нас, околностите во кои се наоѓаме и работите, односно предметите кои ги поседуваме. Значи, ние инвестираме како инвеститори во односите со луѓето. И потоа се надеваме дека мојот најдобар пријател, кој уште го знам уште од детинството, тој ќе ми помогне да бидам среќен. Вложуваме во луѓето, во врските, во пријателите, а уште повеќе ако знаеме дека тој некој е успешен во животот, па кажуваме, што би сакал да имам добар однос со тој или контакт со таа личност. Па ако имам контакт со таа личност, ќе бидам среќен. Значи, ја вложуваме целата енергија, целото наше време, целото наше внимание во односите со луѓето. Вложуваме во околностите. Сакаме да се стекнеме со добра диплома, со која би ни помогнала да имаме и добра работа. Добра работа. Или кажуваме само, кога само би издегол од ова земја пропаѓа. Па ги редиме добрите земји. Америка, Канада, Австралија, Германија, Шведска и така натаму. Но луѓето одат во тие земји и живеат и сваќаат дека се уште
и таму не се среќни. Јас имам пријатели, другари, кои што се насрана и некој од нив, ако успеав да направам моабет, и ги прашувам, како е во странство, дали сте среќни таму, како е? И вика, работиме дење и ноќе, дење и ноќе, имаме тука убава куќа, оставивме во Македонија, таму живееме 5-6 души во една мала метража на станче, плаќаме огромна кирија, тука завршивме факултет и образование, а таму, само за да дојдеме до било каква пара и колку пара, работиме се и сешто. Од тоа можев да насетам дека сепак не се и така среќни луѓето, а отишле можеби во странство, за да на некој начин го исполнат тој свој нагон за среќата. Ги промениле околностите, но се уште не се среќни. Луѓето вложуваат во односите со луѓето, со некои успешни луѓе, но сепак не се среќни. Напротив, се разочаруваат и тоа од најдобрите пријатели. Не се среќни. Луѓето вложуваат во работи. Мислат дека ако имат добар автомобил, добра куќа, ако имат ова или она, скапа слика, или убаво дело како мене е вака, што ми стои, мислиме дека сето тоа е добро и ме прави среќен. Па затоа сваќаме, па потоа, на крајот сваќаме дека и тоа не донесува среќа. Многу луѓе купуваат скап автомобил, но кога ќе треба да го одржуваат, што? Немаат пари да го одржуваат. И на крајот стануваат несреќни. И така тоа врзано коло се врти. Мислат луѓето дека вложуваат во нешто за да станат среќни, а на крајот не се среќни. Се сеќавам на еден брачен пар кој имаше многу пари, и има се уште пари, често оде и купува во шопинг центрите, има можности за тоа, но не беа среќни во бракот. И се уште е така. Бракот им е на стаклени нозе. Но ни тие полни кеси, роба и тоа задоволство не им донело среќа во животот. Еден невролог од Австрија го рекол следните зборови. Токму потрагата за среќа се противставува на самата среќа. Токму потрагата за среќа се спротивставува на самата среќа. Токму таа борба, таа инвестиција, тоа време, снага и потрага по среќата, да бидеме среќни, уствари и се спротивставува на самата среќа. Не сме и ние такви луѓе, то сакаме или не, во помал или поголем облик. Сите бараме среќата. Ја бараме зашто? За да се задоволиме што? Самите себе си. И на тој пат да ја најдеме таа среќа и да се задоволиме самите себе си, ние дури не гледаме дали каде што минуваме пустошиме покрај нас, дали им нанесуваме зло на луѓето и дали себе си тоа не е корисно или не. Само зашто? За да ја задоволиме својата среќа. И на крајот што? Потрагата по среќа уствари не прави несреќни. А зошто? Сега ќе заклучиме. А тоа уствари се што чиниме за да бидеме среќни е свртено кон нас негативно. Јас сум среќен затоа и тогаш кажувам што имам тоа, што го имам тоа и што го имам тоа. Затоа сум среќен. Сето тоа што го наведуваме и што ја прави таа листа, уствари покажува дека комплетно сето тоа е соединето само за мене да ме задоволи. Без разлика дали другиот сум го направил несреќен. Јас и само јас. И затоа на крајот не сме среќни. На едно место пишува: не плашете се, не плаши се, јас сум со тебе. Јас те створив за мене да ме прославиш. Да, лично јас те створив во утробата на твојата мајка. И тоа со цел. Треба да сватиме дека од среќата има нешто повисоко и подлабоко. А тоа се нарекува смисла во животот. А тоа е целта и тоа е целта на нашето живење и зошто постоиме на ова земја.
И затоа во своето размислување што е тоа што би ни донело смисла во својот живот и цел во животот, за да постанеме среќни и задоволни, јас одвоив 5 точки, што не се единствени, може би да редем и повеќе. 5 точки по кои што ќе, еве на некој начин ќе видиме да заокружиме што е од прилика да насетиме што е вистинска среќа и кој може да ни помогне за понатам во животот. Прво е перспектива во животот. Но пред тоа сакам ова да го кажам, дека смислата во животот се дели на две категории. И тоа космичка смисла во животот и космичка смисла за разбирање на космичкиот проблем во кој дел сме и ние самите. Значи, прво, да сватиме дека Бог е створител. Потеклото на доброто и злото. Зошто е сето тоа што се случува денес? Значи, да разбереме оригинално од каде потекнуваме, дали постои решение на тоа зло и гревот, решение за смртта како конечна форма и последица на гревот, и дали има надеж, а тоа е Христовото доаѓање. Кога луѓето ќе ја разберат таа космичка приказна, тоа што се случило, и тоа што се случува, и тоа што треба да се случи, за потеклото, за своето потекло, за потеклото на доброто и злото, зашто сето ова што доаѓа на нас, кој може само да ни помогне? Исус Христос. Дека тој е тоа вистинско решение, а не некоја политичка партија на која што се надеваме дека за подобро утре, за мене лично и така натаму, туку тоа е нешто кое што го нуди само Исус Христос, а не овој свет. Значи да сватиме дека потребно е да дојде Исус, неговото второ доаѓање, и дека со самото тоа второ доаѓање пред нас загинуваат веќе и проблемите и смртта и жалоста и болката. Значи првен тоа треба да ја сватиме космичка смисла, односно зошто и на кој начин сето ова на оваа земја, а и зошто тоа го прави за нас Бог. Значи рековме, ова среќата, да ја објасним подобро, ја поделив на пет точки. Прво, перспектива во животот. Перспективата на животот дава некоја смисла, некоја мисија. Во Матеј 5:13-14, што пишуваше таму? Стојат две метафорички изрази таму, кои ни даваат смисла на нашиот живот. Кои си тие? Вие сте сол на земјата, и вториот кој е? Вие сте видело на светот. Значи, солта има функција, никој не доаѓа да ја каже дај ми сол една лажица, па сол и да јаде сол. Не, тоа е оган, тоа е страшно, тоа е убитачно ако го пробаме. Но ако се стави, ако се помеша со храната, тогаш таа ја извршува и својата функција. Значи ти и јас имаме мисија да бидеме сол, помешани со народот. Ако ние ги затвориме прозорците и вратите и кажуваме овој свет е зол и полн со зло, и ова не чини, и ние треба да се заштитиме од тоа, само ние ја познаваме вистината, а другите не, тогаш тоа не сме во право. Ние тогаш не сме сол. И тогаш не извршуваме функцијата за која што ни е додадена од Бога, која што ни е дадена од Бога. Значи, но ако се помешаме со храната, со овој народ, со овој свет, со друштвото, тогаш ја исполнуваме својата функција. Тоа е смислата која што Бог ни е дал тука на оваа земја. И тоа во еден дел донесува среќа, односно вистинска среќа. Тоа е перспективата на нашиот живот, да ја извршуваме својата мисија која што ни е доделена од Бога. Еремија кажува: оган во моите коски. Не можам да молчам, морам да кажам. Тоа било смислата на неговиот живот. Не затоа што створил погодни прилики и услови и околности, и затоа што имал одлични луѓе околу себе. Не. Тој се мачел со луѓето во она време. Се мачел во луѓето, но тој што ја пронашол својата смисла и покрај тие тегоби и тешкоти кои што ги имал со луѓето и со животот. Ако се уште не се ја открил
перспективата во својот живот, постави го прашањето, односно слушај го своето незадоволство. Ако не си задоволен, тогаш слушај го своето незадоволство. Слушај што другите кажуваат. Мислам на оние луѓе кои што се духовни, побожни, мудри. Не кои оговарат и сака да шират зло. Слушај ги своите даровите кои што ти ги дал Бог. А тој кажал, тоа е твоето ДНК. Јас те створив со овие дарови и ти имаш специјална служба и мисија во одредено место и во одредено време да ја оствариш. Никој друг не може да биде замена за тебе. Слушај ги твоите дарови, слушај ги твоите страсти и желби. Бог сака и да сме среќни. Да се разбереме тоа. Среќата и радоста е потребна, но да сватиме и поменлива. Слушувате ли? Затоа е поважна смислата во животот. Затоа зборувам и натаму сакам да ве носам во текот на проповед. А во таа смисла на животот, до крајот на нашиот живот, ние треба да бидеме среќни, радосни во разни моменти. За да би биле среќни и радосни, тој кажува, уживај. Во која смисла? Уживај. Дали ке се ожениш со плава, црна или бринета, независно. Тоа е твоја работа. И има и само одредени параметри. Ние секогаш кажуваме Божјата волја да се исполни и се молиме за тоа и чекаме некој одговор на некоја хартија да ни дојде и Господ да ни каже еве што треба да правим. Не! Бог ни дал принципи, правила, ни е дал Библијата, духот на пророштвото. Имаме да читаме. Тогаш, ако го читаме и ако го примениме тоа, ете ја среќата. Само последица на сето тоа, извршувањето на принципите и правилата кои што ни се дадени за наше добро во Библијата, последица на тоа или производ, синтеза на сето тоа е ние да бидеме среќни. И тоа среќни во права смисла на зборот. Значи, слушај го своето незадоволство, слушај што другите кажуваат. Мудрите духовни луѓе, слушај ги своите дарови и своите страсти и желби, за да откриеш на библиски начин што значи навистина да бидеш среќен. Има една песна што се вика Нико на овом свету не е пусто острово. Ние не сме родени да бидеме сами и создадени, драги браќи. Луѓето околу нас не се дрва. Луѓето околу нас може да бидат наша поддршка, но не и сите. Немојте да инвестирате во луѓето кои како единствен начин кој ќе ви донесе среќа. Инвестирајте во оние кои, за жал, во оние кои ви се најблиски, а тоа е вашето семејство. Знаете, деца имаме. И не секогаш сме задоволни од своите деца. Не секогаш сме задоволни и среќни од своите деца. Но што? Имаме смисла. Дали некош, сестра Маре, твоето дете ја изневерило твојата поддршка и односно доверба во него? Среќна си уште ти со детето, со децата. И има смисла тоа. Има смисла. Не секогаш. И ние, ете е таа релација која што Бог сака преку нашите деца да ни ја даде. Не секогаш Господ е среќен со нас. Не секогаш. Но тој не сака. Тоа е љубовта од него која што произлегува. Тоа е смислата на живот кој што ни го предал преку нашите деца да го имаме ние. Многу пати не разочаруваат во животот, но сепак ги сакаме и нашиот живот е осмислен со нив. Но има смисла. И затоа семејството е многу битно. Семејството и пријателите, оние вистински пријатели. Во пословици Соломон кажува, има пријатели поверни и од брат. Поверни и од брат. И затоа сатаната што удира на семејството и на односите со луѓето, на меѓучовечките односи. И знаете ли како џавол ќе ја растури црквата? Не затоа што ќе не убеди дека не е сабота. Не. И дека ова што го работите не е добро или е добро. Не. Туку затоа што ќе не убеди дека оној брат или сестра кој што седи до нас, работи
против нас. Оној кој што седи покрај нас е твој непријател. И тогаш, што? Почнуваме да се кошкаме, како оние пилиња во кокошарникот, кои се колват, не околват она пченица што му е турена или пченка, не ја колват, туку се колваат помеѓу себе. Затвори. Така, нели ова слика така и кај нас? По некој пат, можеби. Не секогаш. И ние некош така џаволот ќе ни фрле некое зрно на кој што ние се кошкаме, се колваме, се оговараме, се напаѓаме како и овие пилиња. Тоа е пример и за у црквата. Луѓето се удараат и се гризаат. Не затоа што сите едногласно сме одлучиле да ја напуштиме саботата или ова или она, во што веруваме, туку затоа што се растураат односите. За да се растурат односите. И Сотона кажува, само вие саботен благослов. И дојдете во црква и пеите песни. Но напаѓајте се, јас сум задоволен и среќен со тоа. Семејството, пријателите или црквата се тука да ни дадат поддршка и така треба да биде. Може би е малку поинаково во денешно време. Да ни дадат поддршка, да не подкрепат и да не усреќат, драги браќа. Затоа постоиме, затоа не собрал Бог тука да си дадеме пример еден на друг, да се охрабриме, да имаме доверба и покрај тоа што сме сгрешиле еден на друг. И така кога гледаш дека братот се отклонил, дека малку застранил од Бога, немој тогаш да велиш така му треба. Не, туку помогни му. Тоа е суштината. Тоа ќе не направи среќни и мене и него и вас сите. Ако така односите ги поставиме еден спрема друг. Трета точка е работата. Значи, ние најголемиот дел од денот, од својот живот, уствари го поминуваме каде? На работа. Таму каде што работиме. Кога ќе спиеме, што? Тогаш не знаеме. Зато најголемиот дел го поминуваме во додека работиме. За да имаме работа, ние мораме да имаме нешто и што го сакаме. Се сложувате ли со мене? Или работиме нешто што не сакаме? И затоа кога работиме, ние сме задоволни и ќе бидеме задоволни. Не значи само ние да бидеме задоволни од некоја работа која што е добро платена и ни носи добробит на сите. Не е само тоа целта. Туку на крајот од денот стварно да кажеме ова стварно добро го одработив. И кога ќе станеме наутро да не кажеме сега пак понеделник дојди, пак вторник, пак ли на работа. А работата која работиме поради себе, за да би јас имал добра плата, е себично. Се сложувате ли? Или не е? Ајде да одиме. Да, тоа не прави среќни. И е потребно тоа. Но моментално. Но не за долго. Долгорочно да имаме смисла во животот треба. Но работата која работиме за другите да ги усречиме, ни дава смисла. Затоа што ако си бравар, водоинсталатор, механичар, шофер и така натаму, ако не служиш, не само да ја задоволи својата потреба да бидеш среќен што ќе имаш пари, ако не му служиш на тие луѓе да бидат и тие задоволни од тоа што ти си ја завршил добро работата за нив и си ги направил среќни, зошто ти е таа среќа? Таа среќа е моментална. Мислиме дека сме среќни, а уствари не сме среќни. Тогаш имаме ние смисла во животот, кога другите ќе ги направи среќни. Само тогаш има смисла твоето и мое постоење.
затоа што тоа е перспектива, затоа што тоа е подупирање и грижа за луѓето околу тебе. И трето, тоа е задоволство, затоа што имаш работа преку која можеш да им помагаш и да ги направиш среќни и другите луѓе. Во Псалм 128:2 читаме: Ти ќе го уживаш плодот на твоите раце. Блажен си, че си и ќе ти биде добро. Тоа значи да работиме со раците своји за другите луѓе и да ги направиме среќни. И ќе уживаме во тоа. Борецот не остапува од она што го сака, туку наоѓа љубов во она што го работи. Четврто е помагање. А тоа е таа цел. Глушецот направил една дупка во една куќа и видел како фармерот, домаќинот и газдарицата токму во тој момент почнале да отвараат една кутија. Таа кутија била убаво завиткана, овиткана, изгледало како да е од некој подарок. И така, додека тие ја отварале кутијата, глушецот помислил, веројатно ова некоја храна. Домаќините тука многу сакаат сирење да јадат и веројатно некое големо парче сирење. Па ќе има и за нив, а сигурно ќе остане нешто и за мене. Ќе има гозба за мене. Нажалост, она што го извадиле тие од кутијата не било сирење, туку стапица за глувци, односно глувчарница. И секако глушецот почнал срцето силно да му чука, затоа што знаел дека таа е тука само за него. Ради него, да го фати. И поради тоа тој се возбудил, почнал срцето да му чука и почнал да трча низ сите страни, низ дворот и да вика: Стапица во куќата, стапица во куќата. Наишол на кокошката и кокошката проговорила: Господине Глушец, разбирам дека тоа е голема грижа за вас лично, но тоа не се однесува на мене. Не можам сега да се занимавам со тоа. И Глушецот понатаму трчал и викал: Стапица во куќата, стапица во куќата. И така се свртил кон јагнето кое било таму, и јагнето онака емотивно со жалење одговорило: Господине Глушец, не можам ништо да направам по тоа прашање, освен да се молам. Биди сигурен дека си на листата на моите молитви. Секако Глушец не добил решение за проблемот и понатаму несреќен викал низ куќата и трчал: Стапица во куќата, стапица во куќата. Се посилно и посилно. И дошол до кравата. И кравата онака кажала: Господине Глушец, жал ми е, но тоа не се однесува на мене. Не ме засега. Глушецот се вратил во дупката спремен да се соочи со она што го очекува во куќата. Таа ноќ се слушна звук на пленот кој се фатил на стапицата. Жената потрчала да види што се случува и таму наместо глушецот била фатена змија отровница. Змија отровница. Таа ја каснала жената завршила во болница и покрај сите тие проблеми на крајот добила и треска. Лекарите рекле дека сега може веќе да си оди дома и да ја преболи таа треска. Но мажот знаел дека треската најдобро се лечи со кокошја супа, пилешка супа. И така ја заклал кокошката и направил супа на жената. Бидејќи тој бил многу зафатен со проблемите во фармата, иделе комшиите и соседите да му помагаат за околу жената и така. И сега он како добар домаќин го земал јагнето и направил јанија или гулаш од него. Го заклал јагнето и им направил како добар еден ручек им дал. Не по долго време жената умрела. И враќајќи се од гробиште, тој ги поканил луѓето после погребот, ја заклал кравата и им дал ручек после погребот. Глушецот тоа го посматрал со голема тага. Не сватиле една поука за животот. А во ова фиктивна, измислена приказна и поука ни е кажал да сватиме како што Павле кажал во Филипјаните 2:4. Не гледајте секој сам на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува на другите. Ако сакате да бидете среќни, тогаш
свртете се еден кон друг. Да ги ојачаме нашите односи како браќа и сестра. Тука е суштината, нема друг пат. Нема друг пат. Нема друг пат. Односно, постојат два патишта. Другиот пат оди во Ендек, а ова е вистинскиот пат. Да инвестираме во нашите односи, помеѓусебно, а потоа и надвор од црквата. Потоа надвор и од црквата. Да се присетиме уште еднаш, значи. Да имаш деца, може би не е секогаш најсречно. Тоа е една борба, но му дава смисла на животот. И тоа е вистинска слика што значи смислата во животот. Што повеќе човекот заборава на себе, со тоа што се дава себе си во служба на другите, тоа повеќе тој е се посреќен и посреќен. Во проповедникот 3:12 стои: знам дека нема друга среќа за човекот, освен да се весели и да прави добро за време на својот живот. Добро е да се биде среќен и да се има радост, но Исус кажал: ако ме имате мене, тогаш имате полна радост и среќа, затоа што сте ја добиле смислата во животот. И затоа, за да имаме смисла во животот, важно е што? И да имаме перспектива. Перспективата, односно мисијата во нашиот живот, не е секогаш логична. Уствари е секогаш многу пати е нелогична. Многу пати е нелогична. Спротивно на нешто како што луѓето би кажале: да, само тоа направи го за да успееш. Ние треба да го примениме тоа и да кажеме нешто што ќе му послужи на Бога и ќе го прослави Него. Нешто што ќе им помогне на луѓето и ќе ги направи среќни. Па дури тоа некојаш може би да биде и за луѓето и налудничаво и нелогично, но тога сте ја откриле перспективата во животот. Кога луѓето ќе видат нешто нелогично, а за Бога е тоа логично. Тогаш имаме вистинска смисла во животот. И би завршил со бројот 5. А тоа е поверение во Бога. Ајде да видиме во Еремија 17 глава, 7 глава и 8, што пишува. Ајде да отвориме тие што имаат Библии што носат. Еремија 17 7 и 8. Сличен е на дрво, благословен да биде човекот кој се надева во Господа и кому Господ му е надеж. Сличен е на дрво засадено покрај вода, што ги пушта корењата кон потокот. Не треба да се плаши од ништо кога ќе дојде жегата. На него зеленилото останува секогаш. Во сушна година не се грижи, не престанува да донесува плод. Не престанува да донесува плод. Ако се потпреме на Бога во животот, многу битна точка, без која и овие другите не може да се остварат. Број 5, тоа е поверение. И тогаш нас ни е загарантирано, и кога ќе дојдат сушни години, проблеми и невои, и кажува нашите жили се таму некаде длабоко, каде е изворот на животот. Тоа е нашиот Бог и нашиот Спасител, нашиот Створител кој ни дава живот. И затоа и кога сме во мака, се уште, драги браќи и сестри, ќе бидеме зелени. Се уште ќе биде. Листовите на нашите гранки ќе бидат зелени затоа што нашата смисла е пронајдена. Затоа што нашата смисла е пронајдена во Бога кој е наш Створител и преку Исуса Христа кој што е наш Спасител. А тоа ќе трае и до крајот на животот. Смислата во животот го подобрува и сеопштиот квалитет во животот, го подобрува здравието, отпорноста и самопочитувањето. Дури она што се вика корист, што треба и што е лично, како сестра Маре ми климна малку со глава. Дури и таа корист тогаш наша ќе биде задоволена ако сето ова го практикуваме. Во која смисла? Па кога и Библијата кажува за тоа, ако ја опростиме на луѓето, на другите, на браќата и сестрите, тоа не е само добробит,
добробит само за нас. Тоа не е само добробит само за нас, односно само за нив, туку и за нас. Она горчина и оној гнев кој што го имаме кога ќе си опростиме и ние добиваме корист. Ете ги тие добри меѓучовечки односи кога ќе се воспостави во црквата. Тогаш нашата смисла е вистинска. Тогаш ќе одиме напред и тогаш Бог ќе се радува на тоа какви деца има и какви деца створил. И затоа уште еднаш Исаија ќе каже: не плашете се, јас сум со тебе, јас те створив за мене да ме прославиш. Тоа е нашата, твоја и моја перспектива. Тоа е нашата смисла. Да лично Господ не обликувал. И тој е лично заинтересиран за тебе и за мене. Ти не си некој случаен продукт таму на она фабричката лента. Себе излезе Миланчо, зошто баш он, но нема врска, ајде ќе го употребиме таму некаде. Не! Господ не створил со една посебна цел, со едно посебно ДНК, кое што ни е дадено за секој и е единствено за секој поединечно и кое можеме да го искористиме само на слава на Бога, за слава Негова и за нашите зајакнување на нашите односи. Само така, драги браќи и сестри, ќе ја најдеме перспективата и смислата и вистинската среќа во нашиот живот. Амин.